Иванович, почитани колеги панелисти, почитани присутни, представници на ромските организации, пак јавен романен си имање путба на драго со Авдијански јанин како романа кер шанса тешуноте орвана масло роман си бар привилегија биве дека не лафи башо помаро процесо аноним паски коменца сте. И денес на овој самит во Брисел во Организација на Европската комисија срцето на настаните на сите надлежни движења на ромите во Европа. Мене како македонски ром, единствен министер, задолжен за имплементација на декарата за вклучување на ромите во владите во Европа, од владата на Република Македонија, ја имам силната привилегија да говорам за оваа позитивна акција. Ја користам можноста да го поздравам протагонистот на проектот наречен Декара за вклучување на ромите, господин Джордж Сорос, кој се уште несебично со сконцентрирана моќ со својата фондација инвестира и креира политики кон прогресот на ромите. Исто така би сакал да ја користам оваа привилегија да го познавам присуството на мојот почитуван пријател, амбасадор на мисијата во Република Македонија во Брисел, почитуван Андри Ротација. Почитувани присутни, денес, кога се наоѓаме при крајот од декарата при моите бројни посети со земите членки на Европската унија, невладините организации, ромските интелектуалци, аналитичари и критичари, можам да сумирам дека прво, ова е единствената иницијатива во регионот кој легално се фокусира на приоритетните проблеми на ромите преку процесот на легални инструменти на државата со буџетски ставки ги потикна државите да ги развиват акционите планови. Второ, го покрена профилот на ромите и ги офрабри да развиваат јавни политики инспирирани од акционите планови. Трето, декарата постави релевантна и валидна мисија справувајќи се со дискриминацијата, сиромаштијата, образованието, здравството, образованието и исклученоста на ромите. Таа има амбициозна мисија со општи приоритети. Од друга страна, во однос на дизајнот и практиката на имплементацијата на декарата за вклучување на ромите, се сретнавме со недостиг на кадровски ресурси, реални буџети, донаторско учество, како и непознавање на користење на структурните фондови при Европската комисија. Исто така, паралелните иницијативи на ромските невладини организации, во дистанцирана координација со владините проекти подпомогнати од фондациите, дополнително го отежна буџетскиот фокус на оваа позитивна акција. Владата на Република Македонија, донесувајќи националната стратегија за ромите, изрази широка волја во контекстот на нејзините напори за набинување на децениските состојби во областа на сиромаштијата, образованието, здравството, домувањето на ромите со конкретни проектни акции во процесот на нивната перманентна социјална инклузија. Следно тргнување од фактот дека образованието е основен инструмент за борба против социјалната исклученост во однос на ромите. Република Македонија има направено значителен позитивен исчерпор за подобрување на образованието на ромите, користејќи ги квотите за запишување во средно образование, како една од привилегиите, во периодот од 2009 до 2013 година, од буџетот на Република Македонија и Ромскиот едукативен фонд, доделени се 2239 стипендии за роми средношколци, а предвидени се уште 716 дополнителни стипендии за престојната 2014 година. Посебно, радува фактот што мерките кои ние како влада ги преземаме со доделување на стипендии за ромските ученици, образовната слика на ромите е подобрена со што говорат и бројките од над 200 студенти со тенденции за пораст за кои што придонесе во однос на успешното образование на ромите.
во контекстот на образованието. Спроведен е и проектот за инклузија на деца роми во предучилишна возраст, во соработка со Ромскиот едукативен фонд, општините, јавните претшколски установи. Во периодот од имплементацијата на проектот пополнет е бројот на планираните деца, односно запишани се 1800 деца во 18 детски градинки, односно во 18 градини во Република Македонија. Почитувани пријатели, решавањето на прашањата на ромите треба да се има предвид од аспект на координирана политика, која ќе понуди решение за специфичните потреби, како што се инфраструктурата и домувањето. Во поглед на таа стратешка заложба, владата на Република Македонија во периодот од 2009 до 2014 година има реализирано 4 километри во проекти од комунална инфраструктура, сконцентрирани во населено претежно од ромската заедница. Понатамо проекти за домување на социјалните ранливи групи преку доделување на социјални станови, од кои за период од 2010 година до 2014 година вкупно 57 социјални станови има припаднато на лицата од ромското етничко потрекло. Во делот на здравството се реализирани проекти ромски здравствен медијатор во 11 градови во Република Македонија, преку кои се помага за информирање и едукација на ромското население за пристап до здравствените услуги и советување за подобрување на квалитетот на животот на ромската заедница. Понатамо, отворени се 13 ромски информативни центри кои работат за ранливите ромски проблеми, кои беа со децени отворени како приоритетен ангажман во обезбедување на личната документација. На планот на вработувањето, ромите добиваат подршка од повеќе програми за инклузивен раст, како што се програмите за самовработување, за субвенционирање при вработување, на субвенционирање на корисници на државно земјоделско земјиште, за организирање на јавни работи, чии мерки и ефекти во изминатиот период помогнаа за вработување на ромските граѓани. Сите овие проекти јасно говорат за посветеността на владата на Република Македонија да им помогне на своите сограѓани на ромската националност да имат што подобар и поквалитетен живот во Република Македонија. Денес, со голема привилегија би сакал да истакнам дека ромите повеќе заземаат одредени позиции во извршната и законодавната власт. Повеќе од 220 ромски средниски и универзитетски образовани се вработени во јавната и државната администрација по принципот на правичната застапеност на земјиците согласно рамковниот договор. Од суштинско значење денес на овој самит да ви известам дека ромите во Македонија се уставно признати како конститутивен народ, имаат политички партии, медиуми на ромски јазик кои представуваат значаен сегмент од интервенција во интеграција на ромите. Пред само 3 недели, владата ја прифати декларацијата за продолжување на меѓународната иницијатива Декада за вклучување на ромите и ја подготвуваме ревидираната стратегија за ромите за период од 2014-2020 година, која ќе биде во согласност со насоките на Европската стратегија 2020. Почитувани присутни, со овие позитивни акции во исто време можам да истакнам дека ова не значи дека сме го постигнале максимумот во однос на ромската интеграција, ниту пак дека сме се уморили од работа. Тоа е далеко од нас. Во однос на ромската интеграција во Република Македонија може да се каже дека има уште многу и многу да се работи. Децениската сиромаштија, домувањето, невработеноста, образованието, здравството, правичната застапеност и многу други отворени прашања се простор кој бара пред се од нас ромите цврста кондиција, знаење, координација и доверба да го продолжиме ова движење и понатаму преку институционални инструменти, чекор по чекор, да ги решаваме отворените прашања. Колку расте улогата на ромите во државите, да бидат субјекти во креирањето на политиките, толку и процесот на интеграцијата и инклузивност на ромите ќе биде на подраст. Можам да ги потврдам моите сознанија и искуства дека
генерален впечаток за сите земји во регионот е дека најслабата алка во системот на примена на стратешки приоритети е слухот за соработка со локалната самоуправа. Со цел да се избегне тој тренд и приоритетите да не бидат само декларативни, потребно е да се инсистира локалната администрација како прво да комуницира со ромите, да се почитува принципот на еднаков пристап и недискриминација на сите граѓани. Локалната власт освен што треба да има поактивна улога во креирањето на локалната интеграција и стратешките приоритети на ромската заедница, има потреба да го јакне својот капацитет и поумешно управување и инволвирање на вакцинските проблеми во развојните приоритети. Денес ромите знаат дека на нивниот статус кој го имаат бара координирана и долгорочна стратегија на надлежните институции и сите инволвирани под мотото за ромите со ромите и за ромите со неромите. Ние денес сме свесни дека развојот на секоја држава зависи од директното учество на сите надлежни институции, сите организации, но и на граѓаните без исклучок на нивната национална припадност, а за возврат таа создава еднакви можности за сите граѓани. На крај, дозволете ми уште еднаш да ве поздравам сите присутни и да ви пренесам дека како министер задолжен за имплементација на лекарата за вклучување на ромите во Република Македонија, ние ќе продолжиме да ги користиме сите инструменти да ја подобриме состојбата на ромите, бидејќи нивната интеграција представува бенефит за македонското општество. Почитани пријатели, ви благодарам на вашето трпение.